Почитувани слушатели, денес ќе зборуваме на тема докази за Христовото воскресение. Празниот гроб на Исус. Сигурни докази за Христовото воскресение. Воскресението Христово е крајаголен камен на христијанската вера. Апостол Павле рекол: ако Христос не воскреснеше, празна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Иако не е втемелена на гледањето, христијанската вера не е слепа. Не е некакво суеверие, туку напротив таа е логична вера втемелена на факти и разумно гледиште. Бог ги даде 4 евангелија за да имаме потврда и сигурност во онаа што го веруваме: Матеј, Марко, Лука и Јован. Исус Христос повторно ќе дојде и ќе се открие како воскреснат Господ и тогаш сите ќе го видат. Сите што досега поверувале, се увериле во фактот дека тој е жив и живее во нивните срца преку Духот Свети. Доказот за Христовото воскресение се гради врз две основни нешта. Прво, гробот на Исус Христос навистина беше празен. Иако гробот беше добро запечатен, Исус не беше таму. Второ, плаштот со кој беше завиткано мртвото тело на Исус беше завиткано уредно внатре во гробот. Значи, телото на Исус го немаше, а плаштот стоеше. Единственото објаснување за овие два парадоксални факти е тоа што Исус добил прославено тело, кое не може да го задржи физичкиот закон. Исус воскреснал со прославено небесно тело, кое останува вечно. Гробот на Јосиф. Гробот каде што бил погребан Исус му припаѓал на еден богат човек по име Јосиф од Ариматеја. Тој бил влијателен човек и членувал во Синедрионот, врховниот управен орган на јудејскиот народ. Пред тоа Јосиф го штител правото на Исус и немал намера да го предаде на смрт според одлуката на мнозинството. Гробницата на Јосиф била изделкана во карпа со цел да има поголема сигурност и заштита од евентуални ограбувања на останките. Гробницата имала само еден влез. Немала механизам за заклучување. Вратата на кој требало да се запечати мртовецот е и веќе да не се отвора. Каменот бил огромен и не можел да се поткрене од еден или двајца луѓе. А кога се стемни, дојде богат човек од Ариматеја по име Јосиф, кој и самиот беше Исусов ученик. Тој отиде при Пилат и го побара Исусовото тело. Тогаш Пилат нареди да му биде дадено. А Јосиф го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше издлабил во карпа. И навали голем камен на гробната врата и си отиде. Каменот навистина бил голем, зашто жените по патот си зборувале кој ќе им го тргне каменот. И си зборуваа меѓу себе велејќи: кој ќе ни го одмести каменот од вратата на гробот? Гробот на Исус беше запечатен и добро чуван. Гробот не само што бил добро запечатен со каменот, туку имал и римски печат од римскиот управител и посебно чуван од римски војници. Римската стража се состоела од 4 до 16 посебно обучувани војници. Тие биле професионалци. Ако се случило некој да заспие на своето стражарско место, тогаш смртна казна ги следувало сите, а во случај да им побегне, казната пак не ги одминувала. Затоа тие биле будни и по никоја цена не дозволувале да ги совлада сон или пак некој да ги подкупе. Според исказите на Евангелието, телото на Исус било внесено во гробницата, добро запечатено со камен и добро чувано од римските стражари. Никој немал можност да се доближува или да врши некоја кражба. И се поставува прашање: каде е телото? Кога Марија го видела каменот поместен,
си помислила дека противниците го однесле на друго место. Таа брго отишла и јавила на апостолите за тоа, велејќи: го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Непријателите на Исус не сакале телото да биде тајно преместено во друг гроб, зашто се плашиле да не помисли народот дека воскреснал навистина од мртвите. Затоа тие го чувале и на истото место каде што го погребале. Војниците немале интерес да го откраднат телото, бидејќи со тоа би си наштетиле на сопствениот живот. А дали го зеле Исусовите пријатели или неговите ученици? Секако не, кога веќе рековме дека оној кој би се приближил до гробот заслужувал смртна казна ако се обидел нешто да направи. А учениците уште не го разбраа Словото или Божјиот збор дека Исус треба да воскресне од мртвите. Кога жените одеа кон гробот, тие не мислеа на воскресението, туку имаа в рацете миризливи масла за да го помажат мртвото тело според обичајот. А пак за апостолите, историјата беше завршена по погребот. Тие не веруваа, ниту очекуваа некој друг настан. Секој си замина по својот занаед. Тие беа изненадени од нивниот воскреснат учител. Зборовите на жените што рекоа дека не го нашле телото, им изгледаа празни приказки. Значи, непријателите не го зеле телото, ниту учениците или некој друг, туку тоа според Божјата сила беше навистина воскреснато. Поместен камен. Доколку никој не беше виновен за исчезнувањето на неговото мртво тело, тогаш се поставува прашањето кој го помести каменот од единствениот влез во гробот. Одговорот се наоѓа во Евангелието според Матеј 28 глава. И ете стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна врз него. А лицето му беше или светкаше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него стражарите трепереа и станаа како мртви. Ангелот го помести каменот и затоа сите беа збунети. Непријателите смислуваа како и на кој начин да го прикријат настанот, а учениците збунети не знаеа што да мислат. Ангелот го имаше одговорот, бидејќи тој беше испратен да го помести каменот, а тоа значи дека имал доволно небесна сила да го истркала огромниот камен, тежок околу 2 тона. Завиткан плашт. Телото не само што го немало, туку и плаштот со кој бил завиткан според еврејскиот обичај лежел на местото каде што се наоѓал Исус. Според тогашните обичаи, откако ќе го измиеле телото на мртовецот, го стегале со ленте од ленено платно, намокрено со смеса од течни аромати. Откако ќе го намокреле, течноста се стврднувала и станувала како обвивка од гипс, што тешко можело да се одвитка. Исусовото тело на тој начин го спремиле за погреб, зашто е напишано: потоа Јосиф од Ариматеја, кој беше Исусов ученик, но таен заради стравот од јудејците, го замоли Пилат да го земе Исусовото тело. И Пилат му дозволи. Така дојде и го зеде неговото тело, а дојде и Никодим, кој за прв пат му дојде ноќе и донесе околу 100 литри смеса од смирна и алој. Го зедоа Исусовото тело и го завиткаа, според јудејскиот погребен обичај во ленено платно со мириси. Свештениците и старешините ги подкупија стражарите да лажат во врска со тој необичен настан. Требало да кажат дека го откраднале неговите ученици. Таа лага нема никаква основа, зашто кој крадец ќе го одвиткува телото за да го земе без плашт. За тоа треба многу време, а миризбата од телото би била неподнослива. А пак од практична гледна точка, плаштот бил добро сложен и наместен на местото каде што лежело неговото тело. Ако шпекулираме
дека некој го земал телото, ќе требало по секоја цена да го земе завиткано. Но Исусовото тело било извлечено од плаштот, што по човечки е невозможно да се извлече на ваков начин. А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Имено, и двајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. По него стигна и Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите, како лежат, а крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделно на едно место. Плаштот, значи, беше во гробот и уредно наместен, но Исус го немаше внатре. Исус, преку воскресението го надмине секој физички закон и остави простор да му веруваме и да не се сомневаме. Кога војниците го чувале, тој поминал низ нив невидлив, зашто неговото тело било прославено и небесно. Затоа, почитуван слушателу, поверува и ти. Фактите стојат на располагање. Тој е жив и денес. Тој се наоѓа во небото како врховен владетел, кој ги управува сите небесни земни созданија и ги одржува со својата моќ и сила. Самата Божја природа која е создадена не учи дека постои воскресение. Од мртва сезона поминуваме во жива пролет, кога расцутува се и уживува. Мртвите дрвја наедна се покриваат со зелени лисја. Исушените стебленца од цветињата наеднаш им го мирисаме убавиот мирис. Зар тоа не е доказ дека има воскресение? Зошто едното да го веруваме, а другото да го сметаме за лага? А најголемиот доказ за тоа се зборовите на Исус. Тој лично рече: "Јас сум воскресението и животот." Мене ми се доволни само овие зборови. Не мора фактите да му убедуваат, туку неговиот збор е веродостоен и сигурен за мојата вера во него. А тебе, почитуван слушателу, Бог нека те благослови, Бог нека ве благослови сите. Амен.